Да, се враќаме во студиото, како што кажавме, тука е господинот Александар Ристевски, политички аналитичар, познат на нашата јавност. Господин Ристевски, добродојавте во студио 10. Добро ја најдов се, секогаш е задоволство и за предгледачите на 24 вести да се види. Да, вие сте и новоназначен директор на Музеј Македонија, тоа ви е функција која буквално деновиве почнавте со тоа. Ќе зборуваме на крајот и за тоа малку се разбира. Господин Ристевски, ви ги читав и последните колумни, и последните јавни настапи. Зборувате пред се за, ајде да речеме, општествено социолошките случувања кај нас, сето она што се случува. Мене ми е интересно сето тоа да го гледаме малку не само низ политички, туку и културолошки и културен аспект за тоа. Интересна ми е оваа колумна каде што велите таа ви е последна Македонија пред очите на светот. Како се представуваме, како не гледаат, како би сакале ние да не гледаат, а каков е ефектот од тоа. Прво за тоа да ве прашам, како денеска светот гледа на Македонија и на македонските граѓани? Докато го следите TikTok, Instagram и другите дел социјални мрежи, ќе се фрапирате, ќе се изненадите колку луѓе имаме она што викаат номади кои живеат во Македонија. Има една афроамериканка која скоро живее тука, која трајно се преселила, не знаела каде дојде во светот, останала тука, вика, кога дојде во Скопје, вика, ми се смири душата. Што не можеме да кажеме дека е впечаток баш за многумина луѓе, нели ние живееме во една можеби само креирана тензија, стрес, нервоза, нејзи се смирила душата. Има еден 60 на години исто така американец кој се населил во центар, му се случиле лични развод, распад систем во приватниот живот. Да, исклучително интересен лик. Човекот функционира како инфлуенсер, се кара дури со грците за потенцирање на Северна, вика луѓето ги викам така како што они сакат, вас ако не ви се свиѓа ваш проблем. Ги имаме Варда Ранди, луѓето дури мислеа дека Јанко дотичниот, дека е македонец, нема врска, мајка му е украинка. Никаква врска нема со Македонија, составил бенд, прво четворица се од Петмина, луѓето се од Венецуела и од Колумбија. Верувајте ми, музичкиот опус кој го знаат, јас ти гарантирам сега дека јас и ти, кои тука живееме, сме изразнале, плюс јас сум етнолог по струка, ја ти гарантирам дека пола од песните дури сме збунети што тој ги знае. Значи сме ги чуле, баба ни ги кажала или на МТВ сме ги гледале пред 25 години, нигде ги нема, тој ги изведува. И тој е пример поголем патриот и родолюб кон оваа држава отколку ние. Мислам дека таа транзиција која доживеавме ние 2000-ти и почетокот од 21 век, цела она структурна промена влијаеше и врз психолошки и карактерно врз однесувањето на луѓето. И повторно се врати оној менталитетот што сите го користеа пусто турско, едните да се бунтовници да бегаат на страна, порано во шума одеа или во планина, сега одат или во странство или во некаква општествена илигала, или одиш втора категорија на некаков си полтронизам, непотизам, клиентелизам, што порано инаку се манифестирал, сега инаку, но повторно поентата е иста. Има впечаток дека дел од населението има предизвикано сам кон себе заробеност на својот карактер, на својата држава и очекува дури премногу од институциите на системот. А на институциите на системот задачата ми е една и единствена, да воспостават ред и систем. Во недостаток на ред и систем имаме девијација, да кажеме и душевна, карактерна, подоцна, можеби е прашање и културолошка и традицијска, но доаѓа до израз таа бунтовност. Еве се, ние тешко се прифати промената ова со Safe City. А луѓе колудаци возат, тоа беше нездраво, луѓе. Мислам, јас пак ќе ви кажам, јас не сум многу извикан возач, 3-4 години активно возам. Значи, не сум на после средно или факултет да возам. Еве, во своите 40 почнав активно да возам. Мене првите неколку години не ми се веруваше, луѓето возат ко камикази. Во еднонасочна улица, сегде пишува, оди во контраправец, вози над 100 на сат во град. Сега колите се смирија, се остана уште камикази, моторчињата, тротинетите и пешаците. И очигледно дека полицијата не само со Safe City ќе треба и на терен малку да влијае, и очигледно праксата покажува кога може културолошки не се блиски, кога еден Сингапур пред 3-40 години беше доведен во ред и сега е се пиц-пец таму, очигледно ќе може и ќе треба и една Македонија. Да, болно е, да, тешко е,
малку интересно, поготово еве и ти и јас кои се појавиме на некој булевар, кој што порано сме можеле да ја стисниме, дури еве во недела или навечер кој живо пиле нема, и малце нели ние дури без везе се 3 ленти имаш, ај преку ден е друго. Ама ноќ или еве во недела е празно. И она само нагонски ти оди да ја стиснеш. Нема да ја стиснеш, пошто ќе те сними камерата, се платиш казна. Кажавте неколку работи од кои може да произлезе следната теза. Значи едно е тоа зашто луѓето се иселуваат. Се иселуваат, да, интересно е. Тоа е одамна веќе, не од сега, дека од Македонија не се иселуваат луѓето поради економски причини, туку се иселуваат поради функционирањето на системот. Така е. Но тука може да се постави прашањето, но зошто ова што вие го кажавте на некој начин, но зошто не се обидеме тука да го смениме системот? Зошто не се обидеме да ги подобриме работите? Зошто некако одиме кон таа една дефетистичка позиција само да избегаме? Но тука има исто повторно има нијанси во самото прашање. Едни ќе кажат, едни го критикуваат системот константно, велат дека системот не чини, не е добар, не овозможува добри услова, да, но системот сме ние. Системот го создаваат самите луѓе. Значи, кој е системот ако не сме ние? Системот сакаме да важи за сите, ама не за нас. И сега тоа е прашањето. Како да ги надминеме сите овие чекори и да станеме подобри луѓе, подобри граѓани, и на крај подобро општество? Да престанеме да биме себични. Да речеме на некој начин. Мерит системот, еве што сакам да кажам. Хипотетички са. Ти велиш дека треба да има ред, треба да има ова, и доаѓаш ке мене бараш врска. Ти не ќеш ред. И ми викаш така функционира системот. Не, ти треба да ги пратиш сите постапки на институциите на системот и да пријавиш секаква недоследност и да си го бараш правото. Јас почнувам од себе, имаш една ситуација таква. А со врската почнуваме од градинка. Градинка, па основно, па. Ама никој не те приморува, ти сам ја тераш. Сам, да. Место да ја тераш процедурата и да се буниш што не е by the book. Да. Како беше фразата? Имам човек. Така? Сите викат имам човек. Имаш еден најгениална песна има во соседна Бугарија на еден познат рапер беше во на како се викаше групата, песната вика имам човек. Песната е така. И сега вика се ќе наредиме. Значи, прво треба да почнеме од себе и да ги пријавуваме проблемите. Мене знаеш ли колку пати ми се случило да има проблем и ми вика пријави. Ама викам ти имаш проблем, јас да пријавам за тебе. И јас неколку пати сум бил камиказа, сум исправил тујки дрини и сум навлекол тујки револт без потреба, а проблем си имал ти, пример. Јас сум сакал да бидам правичниот и ради правичноста сум си направил проблем. Секојдневно, во последен период, гледам еден куп работи со своји очи евидентно наталожени од претходно и луѓето во голема мера се скептични дека ќе има ред, но во скептичноста на имањето ред и на функционирањето на систем повторно се оди со себичната матрица, значи ај уште ова и после нема. Во смисла, гледа да си го истурка тоа неговото што му тежи и не знам, земи пример банален, еве паркирање. Мене еден комшија убаво ми рече, пошто јас сум бивш чеирченец, нов карпошанец да кажеме, задниве 7 години, и ми вели, вика нема разлика вика меѓу карпош и чаир, зошто? И таму паркира кој кај сака и ваму паркира кој кај. И кој размислиш држи вода. Со тоа што во чаир, тоест во карпош барем има кај да се паркира, има подсебни гаражи, има овоне што многу луѓе не ќе да ги купат, ваму нема, ваму реално нема. Да. Ваму реално нема, се е онака начичкано таму. Да. Ете така, и таму кај што имало паркингот се надградил, доградил направил. И се имаше една ситуација, пример јас еве трет, четврт настап ми е кажано, ова што го кажу, буквално сита терминологија, јас имам возило матурант. Значи, можело да матурира. Неам некоја нова фенси кола, тоа се можности, тоа е капацитет, тоа возам. Јас на таа кола матурант пред 2-3 години се стегнав, се задолжив и купив гаража. Од друга страна, пред зграда, на тротоар, во зелени површини се паркираат возила од 30, 50, 70 илјади евра. Значи, не е недостаток на пари. Не е недостаток на место.
Тоа е ароганција и чалам. Кога ти ќе возиш, не знам са кој тип на кола да кажам, ама кога ќе стартно видиш и на старо да е, таа е 40-50 евра минимум, пошто ново е 100. И кога ќе видиш дека е качен на тротоар, кај што мајки со деца треба да поминат, тоа зборува за човекот. Но и зборува за немање пенализација, тоест казнен систем. Нема по бабу и по стричина, доаѓаш, ја креваш, му ставаш канџа и тоа го правиш 3 пати дневно и ќе му дојде на крај паметот. Да, но тоа е прашањето, знаете како, кога зборуваме за корупција цело време, тоа е мантра една 30 години, само слушаме корупција и борба против корупција и работата не се подобрува, се разбира. Но тука е и ова обратното прашање за кое вие сега зборувате. Но колку сме ние коруптивни? Колку ние не сме ништо погаши од светот. Значи, колку сме како граѓани коруптивни во смисло дека ние сакаме да бидеме коруптивни. Ние сакаме, како што велите, работите да ги поминеме полесно, не сакаме да чекаме, не сакаме да одиме by the book, не сакаме да одиме поред. Едноставно, така сме научени да функционираме и мислам дека не сме свесни за тоа. Тоа е менталитетот како до сега. Да, не сме свесни. Тоа е како до сега менталитетот. Ама ние порано имавме ред. Како всака нека бил тој социјализмот искварен, недоволно квалитетен за раст, идеолошки некомпатибилен, било што вона. Во тој искварен социјализам и пред таа транзиција во 90-тите, барем тука 93-4 с дете бев, имаше некаков ред, после почна нели разноразни стечајни управници овона да ги корумпираат, да ги остават. Тоа се нарекува систем на вредности. Да. Стоеше, да. Значи имаше систем на вредности затоа што види, јас пак ќе те кажам, многу работи од анализите што ги правам, одам низ призма на сведочење. Што значи тоа? На еден ваш колега го кажав, тоа е во етнографијата познато како техника, значи низ призма на лично искуство влечеш информација од тоа што се случило во одредено време. Пример, првите пари кои се издадоа, првите банкноти, боновите, јас се сеќавам бев на поседок кај дедо ми во Битола. Тоа беше месец јуни. Значи јас токму знам кога ќе ме прашаш кога се случило тоа, првите бонови што бе, имаше банкното 25, немаше денари и кафеава беше меѓу другото, имаше зелено. Но беше во лето. Зошто памтам? Затоа што како ние парите од Монопол беа, така од прилика слично, браво, само форма на вистински банкнот. Токму така. Се, памтам затоа што јас бев на поседок. Значи заврши училишната година, помина недела две и јас бев кај дедо ми во Битола. И знам дедо ми дојде и ги врати и ми ги покажа парите први. Јас бев збунет, нели ги тргна оние југословенските со рударот, со девојката, со коњот, со се. И еве јас пример низ таа призма памтам кога се случило. Гледаш, значи таа етнографија влијае. Сега, ако се вратиме на претходниот систем како било, и тогаш прво пример немало бројчиња за на доктор. И тогаш имало луѓе што викале само да прашам или ми гори детево, треба да влезам, а пред него 7 луѓе или 10 луѓе. Но пак имало покроткост кај луѓето затоа што условно речено се плашеле тежок збор, имале почит према системот. Значи имало ред, имало систем. Сега ние се доведуваме во ситуација сегде додиш и на шалтер баре го гоце, баре го сеат, баре го овој. И заради тоа кај оние што сакаат by the book се јавува револтот. Токму тоа е поентата. И ако видиш, еве сега кој ја спомнува здравството. Сите ние, еве јас и ти, пример за нешто што е најбанално, а е најбрзо во приватен сектор, сме правеле на приватно, пример, анализа на крв. Еве ќе земе тоа како пример. Да. Сигурно си правил, јас сум правил. Да, нормално, да. Затоа што кога те чека за она основно бриз што зима ти на матичен ниво амбулантите има. Но ако треба нешто по-детално на Диди Мери, како ги викаат, седиментација, не знам што се нафрлам збори што сум ги чул. Некоја анализа, да. Анализа по-детална, како може да функционира, како може музика да свири, ама види, таму има ред. Таму чистачката во таа приватна институција го чисти тоалетот на секој сат. Средство нема наевтино на тендер купено. Ако се скрши нешто, камера има и се одговара, значи некој во тој приватен орган, пошто е негова приватна собственост, има личен интерес да функционира, воспоставил систем. И таму ти доаѓаш и нема одење на пулт. Си имаш машинче. И на машинчето доаѓаш, стискаш и викаш што сакате. Сакам да проверам крв. Број 57. Дека не дој 57 не те услужуваат. Дали има 3 луѓе, дали има 33 луѓе, ти чекаш 57. Дека не дој 57, и еве таму можеш, така? Пази, истиот човек што таму седи поред, на друго место покажува чалам, бакато збара наш човек од партија, од фирма, од друштво. Значи, не е до народот, во делумна мерка е, но до покажувањето заби систем. Пак ќе ти кажам, со возењето на коли. 100.000 прекршоци во еден ден, тоа е ненормална работа. Ај помина тест фаза овона, падна на 10.000. Падна на 5.000.
почна првите денови од месецот која почна од февруари, по 1000-2000 казни. Живо ме интересира министерот Тошковски да излези, сега на почеток на април, на почеток на мај, да каже колку се казните, дали изголемуваат, дали се намалуваат. Но се стави една, да кажеме, тампон-зона меѓу 500 и 1000. Значи тие што рекле да бидат камикази индијанци, тие пакетери и тие што не се од Скопје или тие ќе си продолжат. Ама за тебе, сега кога ќе ти стигнат 3 казни, 5 казни, па боли веќе, не ти се плаќа. Значи. Да, мислам дека е доволно, превенцијата е доволна да кога ќе платиш еднаш казна, сосема е доволна превенција да не го правиш прекршокот повтор. И мислам дека оние стартните казни што беа, мислам до сега ќе имаше едно илјадници возачки, малце олабаи со тоа, или со трајно земање возачка. Колку се сложувам толку и не, затоа што збориме за драстични прекршоци. Да. Таму кај што 50 водиш над 100. Значи ти веќе не брзаш, ти забегуваш, разбираш? Да. Кога зборуваме за системот и овие примери кои ги дававте со да речеме со приватните болници или со било која друга приватна институција, што е разликата? Таму стои сопственик, кој е јасен сопственик. И сопственикот бара ефикасност во спроведување на бизнисот, бидејќи тоа е пред се бизнис. Па сопственикот гледа како се трошат средствата, па гледа како сето тоа е организирано. И сето тоа да тече во насока на подобра услуга за оние кои доаѓаат, беќе тие му се на некој начин извор на бизнисот. Така е. Но тоа е на сечие задоволство. Сето тоа функционира. Зошто имаме една стара поговорка која вели секојаш, но државата е лош сопственик, нели? Тоа е одамна некоја поговорка. Да, не може па да не биде. Има дејности каде што види, Но сакав да прашам зошто е тоа така? Зошто е државата? Зошто во државните институции или во не се научиме да се однесуваме исто така? Зошто тој што е одговорен, државната институција исто не ја гледа како нечија собственост, туку некако малку тоа бахато се. Две работи. Прво, негативна селекција и на внатрешен персонал и на раководни структури. Второ, можеби и незаслужени места во дејност каде што се нема основно познавање. И трето, партизмот во смисла наши по секоја цена. Јас низ годините, знаеш дека во општествено-политичките теми, но и во својата дејност која ми е основа како културата, сум долги години, ние се познаваме од памтивек, и основниот проблем, знаеш што е? Кога одреден политички субјект, поготоа оние помалите, неретко етничките или овона, ќе се докопаат од, знаеш, кај нас се не форма на дил, не ќе да го вулгаризирам, али како беше она песната, колачот да се дели. И сега имаш квантум на институции. 1200, 1300, 1400 именувани изборени позиции со околу 3-3.500 и на крајот доаѓаш до иницијална, условно речено, бирање на бројка, трајко, петко, таму и таму, и овој добива, пример, помал, среден, голем, коалиционен, па и големите партии, се едно, бројка. И са бројката, кај ќе се реализира бројката? И са ко со сликички, ко деца што играме, давам, имам, немам. И са се борат кој што дава, кој што не дава, кој што му треба, што не му треба, што е приоритет, што не е. И сега Петко или Трајко или Блерим или Фатмир или не знам кој ќе се избори за нешто, ама нема стартно човек за таму. И сега ако нема стартно човек, мора да стави било кој. Да, или со минимум исполнети услови. И сега каде настанува проблемот? И тој со минимум исполнети услови за одредена дејност, дали ќе дојде да направи нешто, дали е реализиран човек? Значи, многу е битно во одредени дејности да има хиерархија и да има животна реализираност пред се, или е дојде на гурбет. И са втората ситуација, иницијалната идеја со која доаѓа, и втората, онаа што после ден, 2, 5 или 7 ќе ја дознае. Пример, има луѓе, јас пак ти велам, со своји очи го имам видено тоа, доаѓаат и прво бараат службена кола, бараат бенефиции, бараат да видат што има за трошење, да видат кај има, и одма веќе ја знаеш агендата во кој правец ќе се оди. Прашува колку е иницијално, колку е плата. И сега, кога имаш таква ситуација, таа енергија од горе, за разлика од некој што викаше дека рибата смрдела од опашката, не е точно, од главата смрди рибата. Значи, рибата смрди од главата и ако главата даде лош пример, има една песна за деца, Following the Leader. Па сега, тој што е главен во одредена ситуација, без оглед дали е држава, дали е министерство, дали е институција, дали е јавно предпријатие, дали е собрание, тие го следат. И го следат тој пример. И во таква една ситуација, тука настанува дисфункционалност и кога ќе настане дисфункционалноста,
после имаш проблем да ги вратиш луѓето во колосек. Тука е основната мака. Доколку тој што би рекол Шојич, руководејќи орган, доколку тој не даде иницијално позитивна енергија, жилба, насмевка не даде, доколку се понаша арогантно, доколку вика, доколку е агресивен, па тој што раководи нема потреба тоа, зашто пак ги има сите правни механизми. Значи, ако некој одбие, не сака, саботира, обструира, има правни техники и начини на кои се може да се регулира. Може ќе се закочи работата, може ќе се закочи постапката, се е решливо. И тука се гледа таа аура на тие раководни органи кои не може да се справат со ситуацијата или па просто велат и старите влегле во поголеми чевли од што може да се справат со нив. Бидејќи тоа е сепак менаџерство. Секоја таква една позиција раководна бара менаџерски способности, бидејќи треба да менаџираш еден цел систем. Апсолутно. Да, Ристевски, кога зборуваме за ова, и одамна се зборува тоа, професионализација, мерит систем, вие спомнате, партизација, тоа се се проблемите за кои знаеме дека постојат и обстојуваат и за тоа не се такви институциите, но како да се смениме, како да се реформираме, како конечно да го направиме тоа за што зборуваме цело време? Да, оние носители на високи јавни функции не само ги критикуваме, него да ги намалиме желбите. Да ги намалиме желбите во кој контекст? Едно велиме дека сакаме, а друго бараме од нив приватно. И ова не е мислење, ова е факт, пошто пак ви велам секојдневно сум меѓународ и не сум од вчера, ги знам состојбите и од едната и од другата страна, знам како луѓето функционираат, токму затоа имам и право да го кажам и убаво ви рекоа неодамна во одредени телевизиски настапи и одредени, да кажеме, носители на високи јавни функции, велат, ако го направиме тоа, што треба да го направиме, тоа што таа политичка структура драстично ќе удри од земја, да кажеме. А доколку вие се борите, како сејат, ако се борите 10, 15, 20, 30 години, цела кариера, да стигнете до нешто, неките ради нечив хир, сето тоа во што вие сте вложувале професионално, да ви се струши за тоа што сте се заратили или ставиле во конфликт со некој. Еве ќе кажам, просто не знам, дајте ми примери, јас ќе ви кажам како е сега. Дали армија, дали урбанизам, дали полиција, дали здравство, дали култура. Може јас да ви дам еден мој личен пример. Бидејќи во текот на годините на професионално известување сум известувал од штабови на речиси сите политички партии, а сум известувал и од штабовите на двете најголеми политички партии, ВМРО, ДПМН и СДСМ, и тоа повеќе пати сум известувал и во двата случаи и во двете партии. И кога едната победувала и кога губела. И за двете паралелно. Значи сум ги видел, ајде да речеме, сите можни ситуации и комбинации. Но она што ги заокружува во овој контекст за ова што збориме, кога зборувам таму со присутните. И секогаш ми велат вака, вика, да не се лажеме, сите тука што сме дојдени за да добиеме нешто. Ви ги гледаш тука сите овие позади. Сите нешто чекаат. Никој не е дојден тука нешто да се радува за својата партија, да даде морална поддршка или нешто. Добро. Секој нешто чека. И отприлика ако го пренесеме тоа надоле, ми се чини дека исто е. Секогаш кога се гласа за некој политички субјект или нешто се бара, секогаш тука е некој клиентелизам, па знаете, да ми вработи ова, да ми вработи она, да добијам ова, да добијам она. Не можеме ние тоа да избегаме. И сега партиите, нема ништо да кажам, ти кажа се. И сега партиите како да се однесуваат? Како да се постави партијата? Еве ќе ти кажам. Одма ќе ти кажам. Бидејќи еве ако некоја партија се постави спротивно на ова, како што кажавте вие, таа нема шанса да добие избори никош. Ама еве ќе ти кажам една многу јака поента. Дали памтиш, пошто долго време го работиш ова, дали памтиш што и Мицковски и Николовски кажа пред 6-7 години кога се побара зголемено финансирање од страна на државата? Памтиш ли тоаш Николовски што рече? Ова се бара за да не се зависи од финансирање од некои си, да кажеме, како ги вика, олигарси, не знам што. И дали примети дека онаа митологија што беше до пред 15 години, кај што партиите кажува еве дека имаат 140, 130.000 члена, 100.000 члена, па еве кога беше на врвот на власта, Зоран Заев, колку луѓе гласа на внатропартиските избори? Не сега нешто беше 20 нешто илјади или беше? Не. Првиот пат беа 780 и јаче, така а беа пријавени 100.000 члена. Да. Па падна на 230, сега не можат 10 да излечат. Да. Зошто? Затоа што тие внатре во структурата и тие што имале членство и се биле внатре од друга причина. ВМРО, јас се сеќавам кој имаше ситуација кога представија 40-50.000 членови во Унија на млади сили.
150.000 членови. Тоа не е реално, не е практично реално, затоа што ако освојуваш во некој си врв 450.000 гласа, ти нема логика да имаш 35% членство. То нигде во свет не е така. Не треба да биде така. И не треба да биде така, се сложувам. Види го кампањирањето или терањето на кампања, како го форсира Америка и западниот свет. Тие имаат група на волонтери и тие волонтери не се за без пари. Значи, волонтер не значи за џабе да дојдеш. Волонтерот има во македонски стандард, ако минимална плата е сега 26.000, да кажеме, тој е минималец, во амерички стандард волонтерот зема меѓу 60 и 100% од минимална плата. По наши пари би било од 15 до 25.000. Тоа е нешто како договорец во институциите што ги земаат, нели? Не знам дали ќе го задржат, па го земаат на авторски договор. Така политичките партии или политичките експоненти ги тераат своите кампањи. И тие се платени. Па им даваат оброк, па сокче, кафенце. Но никој не е должен понатаму, нити треба да му одработи понатаму на некој да го инсталира внатре во системот со, да кажеме условно речено, сигурно или државно вработување. И токму затоа тој притисок, таа пресија е многу помала него овде како на балкански начин ние кој што функционираме. И реално можеби тоа е и гревот и проблемот што политичките субјекти пред било која кампања, било што, после тоа кога ќе бидат избрани чувствуваат притисок или има, да кажеме, разочарување кој луѓето го потенцираат премногу, но тоа разочарување знаеш кај доаѓа. Обично моје мислење дека оние пониски ешалони или оние локалци, можеби тие ги креваат тие тензии за ветување, ќе биде. И јас во животот сум научил едно нешто и ден не стојам до тоа. Не ти ветувам нешто што не можам, не знам или не сакам да го реализирам. Како можам да ти ветам нешто што не знам дали имам способност или пак дали имам воопшто желба? Луѓето неретко даваат секакви ветувања и после се соочуваат со проблем кога тоа не може да го испорачат или има притисок врз системот. Ние како бројка, ние не сме превработени, да знаеш една работа. Спореди со Словенија, поти тоа стално го слушам, па се ставаат некои бројки 100.000, 120.000, 140.000. Не, види Словенија ќе видиш дека не е поразлично или некои други држави, као бројка. Ние земаме апсолутна бројка што плаќа државата. Но ти имаш ситуација каде што имаш човек на погрешно место. Како да ти кажам, како вие се овдека, еве пример, работите хипотетички со организатори камерман еден. Рачуне 6 души овде да има. Сега, 2 камери стојат, третата е овде, фиксни се, значи ние да правиме нешто како Звезде Гранда, нешто такво големо, со подвижно, со се овона, сваќам да има 5-6, нели, и реализатори или овон, да, оти е динамично, големо е, со публика, со кадри излезен. Сега, обично интервју меѓу двајца, со фиксни камери, сега, ако газдата ваш прими 6 луѓе, значи тој работи против себе. Значи на крајот неки да има профит или некој му ги се субвенционира тие места да ради редови дека стојат, па он ги плаќа. Иначе нема друга логика. Да, организација на работата зборувате, да. Кога еве зборуваме за овие реформи, знаете што ми е мене, и тоа го повторувам стално како прашање. Ние стално еве зборуваме реформи, Европска унија, преговарачка рамка, и сега нема да навлегуваме во политичките прашања, во поглед на тоа промена на устав, треба, не треба. Сето тоа е еден друг аспект. Мене друго ми е прашањето. Кога зборуваме за тие реформи, кога зборуваме за преговарачка рамка, никој не одговара, ниту една влада, не зборувам само за оваа сега актуелна, но и претходната, потполно истото прашање важеше и за нив. Кој нас не спречува ние тие реформи да ги спроведеме? Кој не држи нас, ние тоа да го направиме? Ете, ќе се изненадиш, ама ќе ти кажам, да ги направиме, да ги спроведеме и на крај да ја кажеме ние на Европската унија, еве, не знам, 2028-2029, повелете вие преговарачката рамка, вие враќаме исполнета. Ние сме кој Исланд, пример. Ние сме кој Исланд, веќе сме членка, а вие дали ќе не примете е ваш. Сега ние да станеме кој Исланд, Европска унија одма ќе потпише договор со нас, како што има со Исланд, со Норвешка, со Велика Британија и со Швајцарија. Тие не се членки на Европска унија. Да. Ама извини, на граница која чекаш ред, тој не чека ред, а не е во Европска унија. Да. Пошто имаат билатерален договор. Па тоа ми е прашањето, кој не спречува да го направиме тоа? Бидејќи ние, знаете, има една флоскула, добро, Европска унија не ја сака, ние ќе ја донесеме ЕУ тука. Кој не спречува да ја донесеме? Па она што ти го зборам цела емисија, почнува се од нас. Значи ти не знам, ќе ги вулгаризирам нештото да ти кажам.
те стават главен и одговорен уредник тука. Директорот, газдата ваш, те става главен и одговорен уредник. Ти кажува имаш толку буџет, имаш толку средства на располагање, имаш тоа. И ти прво знаеш што преш. Зимаш службен мобилен на максимум, зимаш службена кола која користиш 24 сати и плаќаш бензин со парите од фирма, ја носиш и жена ти тука, ќерка ти, двете братучетки и брат ти. Ама нив им викаш не мора ништо да прават. Или да ти штитат грб и да дознаат кој збори против тебе. Тоа е проблемот. И тоа сега да го пренесеме на државно ниво, така? Пренеси го, као сагаш, ама поентата е таа. Да. Сега, тие што не го прават тоа се функционални, тие што го прават тука пропаѓаат и после по секоја цена се трудат да го задржат тоа што го имаат, па после имаш кавги, па имаш преговарања, па тој не дава, тој трга јасна таму, јасна ваму, како беше песната. И тоа се случува. И пак, тоа што сум го пишал претходно во постари колумни јавни настапи, се е до човечкиот фактор. Или сега со особата со која доаѓав навака, му кажав само една едноставна работа. Кога мене ќе ме прашаат за Трајче, за Петко, за Сејат, за некој, го ставиле таму и таму за тоа и тоа, и ќе ме прашаат што мисли за таму, ја викам само кажете ми го човекот. Значи не местото, не институцијата, кажете ми го човекот, затоа што еве праксата низ годините покажала. Едно место, една институција, едни вработени, различен човек, диаметрално. Некој заштедил, направил, инвестирал, дошол Петко, смак света. Да. Добро. Немаме уште неколку минути до крајот. Кажавме на почетокот, вие сте ново именуван директор на институцијата Музеј на Македонија. Да. Се уште што се вика не сте ни почнале таму да работите, немаме тука премногу што да разговараме, но се соочувате со некои предизвици кои ги гледаме. Да. Едно од нив е овие несогласувања помеѓу синдикатот и Министерството за култура околу колективниот договор, околу начинот на исплата на плати. Верувам дека тоа ќе ви биде еден од првите предизвици со кои ќе се соочите. Добро, тоа е директно во основа раководителот на институцијата директно и нема што поразлично да прави затоа што платите и било што се пресметува така како што наложува и Министерството за култура и Министерството за финансии. Значи тоа не зависи директно од директорот. Нема ни ингеренција во властување освен тој да го скрши законот за да удоволи на некој, што нема логика. Платите на крајот на криштата повторно се покачуваат. За волја на вистината, сферата на културата, за разлика од тоа што беше, јас во сферата на културата работам 16,5 години, така да од прва рака знам каква плата сум имал пред 7-8 години, која беше под минималната, ова е под просечната, доста под просечната, сега е над, така да земете го и тоа као репер, треба доволно да зборува, дека ние сме подобри од добар дел од луѓето кои работат во јавниот сектор. Проблемите не можам да навлезам или да обвинам едната или другата страна, прашање на толкување на закон и дали вработените во културата треба да ги добијат буквално сите можности за качување кои ги имаат. Зошто? Затоа што колективниот вели дека имаш коефициент на работно место според сложеност и дека тој коефициент на сложеност на работно место се исплаќа платата помножена со минималната плата. Така да тоа направи еден систем каде што секој пат кога државата од долу нагоре го крева стандардот, да се крени стандардот и кај културњаците, што е многу честно и многу практично и можеби треба да се примени кај другите. Но проблемот, дисфункционалноста, дисбалансот, ева да знае јавноста, каде настана? Настана пред избори, пред 2,5-3 години, кога тогашната министерка Стојчевска, Костадиновска, се дозволи каде што се направи качување на платата на јавниот сектор севкупен за 10%. И сега, како вие, ако сте вие сметководител, те прашуваме ви ко лаик, како ќе ја пресметаш платата, каде што во еден момент имаш плата, минимална, коефициент, пример еве коефициентот е 1,9 или еве 2,0, да заокружиме, значи минималната плата тогаш била, да кажеме, 21.000, тебе пута 2 ти е 42, и во одреден момент се внесуваат 10%. Сега, 10% се пресметува, ако ти си имал 41, станува 45-46, така? Да. Сега повторно се качува минималната плата. Каде ќе го пресметаш? Тие 10% на крај ќе ги ставиш. Тоа нема биат 10, ќе стана 20. Нели се покачува? Ќе ги вметнеш овде на средина, па после ќе додадеш дел, па ќе крениш. Значи прашање за една форма на математика, на толкување и кавгата која настана помеѓу синдикалците и
актуелните државни органи, јас тенденциозно ја кажам министерот, што министерот не се занимава нели со економија. Тоа се служби кои го одредуваат, тој дефинираат, барем јас така знам, ако грешам, нека ме исправи некој, ама мислам дека не грешам. И прашање е сега, и са прашање, ако рачунаш по оваа формула, имаш плюс 3%, ако рачунаш по оваа проценка која ја предвидело министерството, имаш помалку. И сега кавгата во основа настана за тоа како кога ќе се качуваат минималните плати понатаму, кога ќе се редефинираат платите, каде тие 10% кои излекуваат од рамката на минимална плата плюс коефициент на сложеност, каде овие ќе се вметнат. Целата битка, целиот конфликт во основа е тука. Каде, според мене, да не би да ме дрвен адвокат или било што, може би треба да се изнајди решение кај што ќе се редефинираат дали коефициентите, дали минималецот, било што, и да се продолжи по еден начин, затоа што сега се доведуваме во една ситуација да има потреба во континуитет секој пат кога ќе се променуваат платите, да има некоја сложена формула каде што во тој период што се случило 3 години ќе има вметнато 10% плюс ова. Иначе стартниот колективен кој културњаците, вклучувајќи мене, го добија, беше многу едноставен. Коефициент на сложеност, минимална нето плата. Твојата минимална нето плата, пута коефициент на сложеност, плюс придонеси, твојата плата. И сега се случи ова и сега имаме една битка што не знам кога и како ќе заврши, но еве трае во континуитет. Да, добро. Господине Ристевски, ви благодарам за ова гостување. Ми беше задоволство. Поздрави, секој добро. И со ова, почитувани, го завршуваме и ова интервју, но го завршуваме и ова Студио 10. Ви благодариме на вниманието и на довербата и останете со програмата на Телевизија 24.